По однос на денешната седница и усвојувањето на дневниот ред, според редоследот и поместувањето во последните точки на предлог одлуката за јавен оглас за комплетирање на составот на Државната изборна комисија, се докажа дека собраниското мнозинство работи по налог на извршната власт. Она што претходно беа изјави на господинот Тунтев од СДСМ и на господинот Живата Деми од ДУИ, дека предлог одлуката за ДИК е законска и коректна и дека начелно ќе ја поддржат, изгледа дека сепак е само нивен став, но не и нивна одлука без да добијат одобрение од владата на Република Македонија. Се покажува дека законската обврска да се распише оглас за ДИК, моменталнава состојба е незаконска, собранието незаконски 40 или 50 дена го има пробиено рокот, е одговорност на собраниското мнозинство, на кое што поважна му е наредбата од владата, отколку обврските од законот. Во следниве денови и недели и сами ќе бидете сведоци дека оваа точка е ставена на дното на дневниот ред токму заради желбата на две коалициони политички партии, истата да не дојде како точка за расправа и одлука пред пратениците. Кому му одговара Државната изборна комисија да биде неекипирана и кому му одговара ваква битна установа да биде празна, веројатно ќе да знаеме со редоследот на настаните кои што би не очекувале во следниве неколку месеци. Јас толку би имал, повелете доколку имате прашања. Повелете. Опозицијата веќе ги кажа своите причини зашто не учествува во собраниската работа, затоа што собраниското мнозинство не создава услови за законска деловничка работа, почитување на правото и уважување на мислењето на другиот. Самите денешни точки на дневен ред се доволен доказ за тоа. Од 22 точки на дневен ред, 19 се предлог закони по скратена постапка. Кога имате предлог закони по скратена постапка, собранието е гласачка машинерија. Не е собранието место каде што има дебата, има расправа, има дискусија. Предлог законот за јазици, кршење на деловник, злоупотреба на европското знаменце, злоупотреба на притворот како казна пред било која пресуда и ред други работи кои што не создаваат поволна клима за работна атмосфера и ефикасно собрание. Некомплетираноста на Државната изборна комисија, спротивно на законот, член 26 од изборниот законник, покажува дека во собранието на парламентарното мнозинство му е поважна владеачката коалиција од почитувањето на законските обврски. Повелете. Извинете, дали сме? Има, но не сум дел од тие работни групи. Најдобро е сепак портпаролите на двете политички партии да дадат за тоа изјава. Повелете. Ниеден закон, доколку има политичка волја, не може да биде пречка за усвојување на други поважни закони. Доколку кај парламентарното мнозинство има волја да им се даде предност на реформските системски закони кои што се гласаат со 2/3, нив ќе ги стават први на расправа и на усвојување, а потоа ќе го стават според нас неуставниот закон и амандманите во законот за двојазичност. Нашето мислење дека овој закон беше
против сите процедури и правила во деловникот, протнат во собранието, со злоупотреба на европското знаменце и со скратени постапки за да нема јавна дебата и дискусија. Ваков закон, доколку се усвојува, треба да има широко мнозинство, бидејќи треба да биде закон кој што обединува, а не закон кој што разединува. И остануваме на ставот дека секој амандман треба да се разгледа, бидејќи се сите исправно поднесени и сите се веќе евидентирани во Собраниската архива. Било какво изигрување на таа расправа и по однос на амандманите ќе значи продолжување на кршење на деловникот и тоа ќе значи дека политичкиот договор за законот за двојазичност е поважен од Уставот на Република Македонија. А доколку собраниското мнозинство сака да им даде приоритет на системските закони важни за Европската унија, тогаш може да го помести гласањето и расправата за овој закон за неколку месеци нанапред, а оние закони кои што сметаат дека се поважни да почнеме да ги дискутираме во текот на овие месеци. Ние сметаме дека овој закон треба да биде усогласен со Уставот. Овој закон е важен, но поважно е законот да биде во согласно со Уставот и да ги обединува сите граѓани, отколку да им се допадне на двајца коалициони партнери, а да го крши Уставот на Република Македонија.